Good evening to everyone. Добър вечер на сите. We are now in the fourth part of the first presentation from the series entitled The Legacy of Light. Значи, вечерва сме на четвртото продължение от първата презентация и от серията наречена Наследство на светлината. In the first three parts we have studied how our pioneers discovered the sanctuary doctrine. Во првите три дела проучувавме како тоа нашите пионери ја открија науката за светилиштето, Who was the answer for their disappointment. кое што всушност беше одговор за нивното разочарување. And based on the doctrine of sanctuary, they built other doctrines. И врз основа на оваа наука за светилиштето, тие ги надоградуваа и другите науки, односно доктрини и учења. In first meeting that we had Friday evening, Првото наше среќавање во петок навечер, we said that we will analyze if we have received a correct legacy рековме дека ќе анализираме дали сме примиле точно наследство, значи исправно наследство од нашите предци, and if we have received it, if we are able to pass it to the next generation. и доколку сме го примиле, дали сме во можност да го пренесеме на идните генерации. In the first, second, and the third presentation, we saw the legacy that our pioneers received from God. Значи во првите три предавања го видовме тоа наследство кој што нашите пионери го примија од страна на Господа. They received from God different understanding in regard to atonement, judgment, overcoming sin, and so many subjects, Sabbath and so on. Тие примија поинакво разбирање за многу нешта, меѓу кои нели и помирувањето, светилиштето, судот, саботата и така натаму и така натаму. And we have analyzed the writings of the most prominent of our pioneers. И анализиравме значи цитати овде секоја вечер од едни од најпознатите пионери. Especially in regard to atonement and the idea of overcoming sin perfectly before Jesus will come second time. Посебно во врска со помирувањето и со можноста да се надвладее победи гревот пред Исус да дојде повтор пат. In this evening I have a challenge for you. Ова вечер имам еден предизвик за вас. Looking together over some writings near the period of Ellen White's death, 1915, Значи, разгледувајќи некои од надписите кои што излегле периодот околу смртта на Елен Вајт, значи околу 1915 година. writings written by those names that you have on the screen now, Значи, надписи кои што биле напишани од сите овие што ги гледаме на екранот. we want to see if near the year of Ellen White's death in the Seventh-day Adventist Church, the same teachings were taught us in 1844 and after. Сакаме да видиме, ќе разгледаме дали истите учења кои што биле во 1844, дали истите учења се задржале и 1915 година, значи тука околу незината смрт и понатаму. So, you are with me? Дали сме сите заедно? We will read some of the articles or books Значи ќе written by читаме these некои од authors. надписите, значи статиите, од делови од книги, од We will овие look- автори што ги гледаме овде. We'll look at the year when these materials were written, Ќе ги погледнеме и годините кога биле напишани сите овие материјали and we will have a conclusion to make. и на крајот ќе извлечеме заклучок. These authors have preached, teach and wrote the same things as the pioneers or no, in Значи- regard to the subject of atonement and overcoming sin. and Дали sanctuary. овие автори во врска со помирувањето и победата над гревот пишувале исто како и тоа што се учело од 1944 или пак не. На крајот ќе заклучиме, значи едното или другото. Let's proceed. First quote. Одиме на првиот цитат. Значи,
The year? 1903. Okay, should we mention the year? Yes, we mentioned the year. Значи, еве ги спомнуваме годините, како што најавивме, 1903 е напишан овој цитат. Центарот и срцевината на адвентната вест за оваа генерација се наоѓа во службата која Христос, нашиот првосвештеник, ја извршува во небесното светилиште во корис на својот народ. Таа служба, таа промена во службата се случила во 1844 година според пророштвото. Таа служба продолжува се до денешен ден и треба да продолжи доека не му се стави крај на гревот, се доека не биде очистен. So, at more than 50 years since 1844, Значи, во повеќе од 50 години од 1844 година, during the General Conference session of 1903, за време на сесијата на Генерална конференција во 1903 година, William Warren Prescott preached the same central message for the Adventist doctrine, the sanctuary. Prescott. да. Значи, Прескот, William Warren Prescott okay, preached. he preached. Preaching the same things about the sanctuary doctrine. Значи, Прескот ја проповеда истата наука во врска со науката за светилиштето. We go to the continuation of this quote. Одиме во продолжетокот на овој цитат. Во 1844 се случило токму тоа за кое говори писмото и нашиот првосвештеник ја менува службата од првиот во вториот дел од светилиштето. Младоженецот дошол токму во времето кога се огласил повикот. Ете го младоженецот иде. Пораките што биле дадени биле според Божиот редослед и биле наменети токму за она што Бог го имал на ум и да ги исполнат неговите божествени намери за тоа време. Проповедањето за славата на Христовиот крст, проповедањето за светлината која светли од Голготскиот крст, проповедањето за Христовата праведност како наша единствена надеж за спасение, за време на оваа генерација мора да се прошири до степен на една јасна употреба и наметнување на овие вистини во светлината на адвентната историја и адвентните пророштва. А кога тие вистини се проповедаат во светлината на адвентната историја и адвентните пророштва, тие ќе ги спасат луѓето од гревот и од моменталното грешење. You see the same ideas? Ја гледаме истата идеја овде. God will not save his people from sin only. Значи, Бог не го спасува својот народ, своите луѓе, само од гревот. But he will save them from sinning. Туку ќе ги спаси и од грешење. So God can help us to stop sinning. Значи, Господ е тој кој што може да ни помогне да престанеме да грешиме. The same idea and the same concern as after 1844. Истата идеја, истата загриженост ја има и Прескот во 1903, како и оние кои што пишувале, пионерите од 1944. And again, in his sermon from 1903, Prescott И повторно во една од неговите проповеди, 1903 година, Прескот, speaks in the same time about the sanctuary, во исто време, значи, зборува за светилиштето, the ministry of Christ in the heavenly sanctuary, Христовата служба во небесното светилиште, and the subject of overcoming sin. значи, истовремено зборува и за службата Христова во светилиштето и на тема на победа над гревот. Showing for us that after 50 years of Adventist history, Покажувајќи ни на нас денес дека после 50 годишна историја на адвентизмот, the Adventists preached the same ideas. адвентистите проповеделе едните исти идеи, значи целиот тој период од 50 години. We go to the next slide. Одиме на следниот слайд. Оливер Итон, 1910 година, ова, значи нешто покасно. По скалата на совршенството мора да се качуваме чекор по чекор. Целете високо. Целете кон знакот на совршенството. Бидете слични на Христа. Оние кои очекуваат да имаат вечен живот, мораат да го поседуваат неговиот совршен карактер, кој се карактеризираше со безгрешен живот на оваа земја. The year is 1910, Значи, овде е 1910 година. more than 60 years.
Значи веќе 60 години поминати од The same idea, sinless perfection. истата идеја, значи безгрешно совршенство. We must have the perfect character of Christ. Мора да го имаме совршениот Христов карактер. The ladder of perfection must be ascended step by step. По таа скала на совршенството мора да се качуваме чекор по чекор, постепено. Now, do you know what is the ladder of perfection? Дали знаете која е таа скала на совршенството? The character of Jesus. Yes, you are close, but Да, if you близко сте, can но- point a verse or a part of the verses in the Bible where Дали it може speaks да about this. посочите некој пасос, некој дел од Библијата, кај се спомнува скала? Something with Нешто. unite with. Питер. Да. Okay, what Peter said? Што вели Петар? Каде беше тоа? He doesn't know the exact verse. But... Who can help our brother? Кој може да му помогне нашиот брат? Почетната глава некаде, ама која Петрова беше сега? Мислам прва глава. The first chapter of Peter, but It's very hard for me to search in English. But I also believe that is there, but I didn't find it. Some ideas, if not the verse. не мора What стикот. Peter was saying, unite with what? Некои идеи, што вели Петар, со што да се соединиме? There are some words there. Faith, Вера се спомнува таму во стиховите, patient. трпение, You see, you know. So you know the later. The fruit of the spirit, they said. It's from Peter. Не, од Петар е, не е Павлево прашање, туку Петар. Please think, because one of that 100 question will be a lot about the ladder of Peter. Значи, размислувајте, затоа што еден дел од оние 100 прашања што ги спомнавме ќе бидат баш од ова. Јас го најдов. Have you find? Yes. Okay, please read. Yes, he found it also. Okay, please read. Please. Starting from... Еве од третиот стих може да читаме 2 Петрово прва глава. 2 Петрово прва глава од трети стих. Повик кон светост, баш овде во оваа Библија е тој оддел наречен. Бидејќи неговата божествена сила ни подари се што ни е потребно за живот и побожност преку познавањето на оној кој не повика преку својата собствена слава и добродетел, со што ни се подарени скапоцени и најголеми ветувања, да преку нив да станете учесници во Божјата природа, откако избегавте на расипаноста која е во светот преку сладострастието кое владее во светот. Сега веќе почнува таа скала. Заради тоа вложете ја сета ревност и исполнете ја својата вера со добродетел, а добродетелта со знаење, а знаењето со воздржливост, а воздржливоста со трпение, а трпението со побожност, а побожноста со братолюбие, а братолюбието со љубов. So, which is the first step of the ladder? Која е првата скала, скалило, кој е првото скалило од оваа скала? Vera. Faith. Oh, another word that you... Yeah. And the last one? А последната? Скалило? Love. Love. You agree? Се служуваме со ова. Почнува со верата, се завршува со љубов. So, the text is saying so, the ladder of perfection must be ascended step by step. Во текстот ни се вели дека по таа скала на совршенството мора да се качуваме чекор по чекор. The first step is faith, Првиот чекор, значи, ни е верата, and the last one is а последниот, да, рековме љубовта.
Why love is the last step? Зошто љубовта е последното скалило? Romans 13, verse 10. Римјаните 13:10. Yes. 13, Римјаните 13:10 читаме. 10. Римјаните 13 глава, 10 стих. Љубовта не му прави зло на ближниот. И така, љубовта е исполнување на законот. Love is the fulfillment of the law. Значи, љубовта е исполнување на законот. So, when I have achieved the last step of the ladder, love, Значи, кога ќе го достигнам последното скалило од скалата, љубовта, I have achieved also the possibility of overcoming sin. тогаш сум го достигнал оној степен да можам да го победам гревот. Because I have learned to love God Бидејќи сум научил да го сакам Бога, more than me. повеќе отколку себе. You understand? Дали разбираме? This is everything. Ова е се, ова опфаќа се буквално. If you want to resume the gospel, Ако сакате да го to summarize the gospel in да, some значи words, да го кажеме накратко евангелието, да го презентираме во неколку збора, or the subject of righteousness by faith, или пак темата за праведност преку вера, in some words, значи во неколку збора само, are this: ова се тие зборови. to love God Да го љубиш Бога more than you. повеќе од себе. Because when you love God more than you will want to do and to fulfill His words. Затоа што кога го љубите Бога повеќе од себе, тогаш ќе сакате да ја творите неговата волја, значи да постапувате според она што тој го кажал. But if you love your stomach more than God, Меѓутоа, ако си го сакате повеќе стомакот од Бога, if you love your ears more than God, може би повеќе си ги cannot. сакате ушите од Бога, if you are satisfied by the honor that the world gives you, ако се задоволувате од онаа понуда, од она што ви го дава светот, што ви го нуди светот, you won't need the honor that Christ wants to give you. значи таа чест што ви ја нуди светот, тогаш не би ја посакале честа што ви ја нуди Господ. But when you will stop loving you and this world and love God with all your heart, Меѓутоа, кога ќе престанеме да го љубиме светот и да се сакаме себе си, и го сакаме Бога со цело свое срце, everything will change. тогаш се ќе се промени. That's why it's correct to say, Затоа е во ред да се каже, those who expect to have eternal life must have the perfect character of Him who lived on this earth a sinless life. значи коректно е да се каже дека оние кои што очекуваат да имаат вечен живот, мора да го поседуваат неговиот совршен карактер, кој што пак се карактеризираше, манифестираше преку еден безгрешен живот на оваа земја. We go to the next slide. Одиме на следниот слайд. Please read. There will come another one. Read them together. All together. It's Ellen White. Yeah. Во своето второ послание, упатено до оние кои заедно со него ја примиле истата скапоцена вера, апостол Петар го изложил божествениот план за развој на христијанскиот карактер. Овие зборови се полни со поуки и одзвонуваат со основниот тон на победата. Апостолот на верниците им ја покажува скалата на христијанскиот развиток, на која секое скалило представува напредок во познавањето на Бога и на која при искачувањето ниту во еден миг не смее да настапи застој. Скалилата на таа скала се верата, доблеста, знаењето, самоконтролата, трпението, побожноста, братолюбието и љубовта. На патот кон спасението ние одиме постепено, чекор по чекор, додека не го постигнеме идеалот што ни го поставил Христос. Тој сака луѓето во тој правец да постигнат највисок степен. Тие ќе станат совршени во Бога само ако со вера се фатат за Христовата сила, повикувајќи се во молитва на неговите сигурни ветувања и полагајќи право на нив, како да им се упатени лично ним, иако со упорност која не може да се одбие, бараат сила од Светиот Дух.
Никој не е лишен од можноста во својот делокруг да постигне совршенство на христијанскиот карактер. Со Христовата жртва на секој верник му е овозможено да прими се што му е потребно за животот и побожноста. Бог не повикува да го постигнеме високото мерило на совршенството, а како пример за тоа ни го дава Христовиот карактер. Во својата човечка природа, усовршена со живот, на постојано спротивставување на злото, Спасителот покажал дека човечките суштества можат и во овој живот, соработувајќи со божествената сила, да постигнат совршенство на карактерот. Тоа е Божјата гаранција за нас, дека и ние исто така можеме да се здобиеме со целосна победа. На тој начин, на верниците им се дава чудесна можност, поистовитувајќи се со Христа, да бидат како Него, покорни на сите начела на законот. Ова е од Елен Вајт од Делата на апостолите, или и Review in Herald исто. In the beginning of the quote, Ellen White was spoken about the ladder. Значи, на почетокот на цитатот, Елен Вајт зборува баш за оваа скала, Петрова скала. Saying that we must climb it step by step. Истата таа скала на која што треба да се искачуваме чекор по чекор. Can you identify in the Bible another ladder? Можеме ли да идентификуваме, да пронајдеме уште една скала во Библијата? The Bible is speaking about a ladder in some other context. Where? Во еден друг контекст Библијата исто така ни зборува за една скала. Каде? Каде е тоа? Може ли да ни кажете? And also on that scale somebody was climbing and going down. И исто по таа скала некој се искачуваше и се симнуваше. Say. Джейкоб. Jacob's ladder. Thank you very much. There is. Значи Јакововата скала. Tell me. Ви благодарам. Who or what is the ladder that Jacob saw in his dream? Кажете ми кој е представен преку оваа скала која што Јаков ја виде во сонот? Jesus Christ. From where do we know this? А од каде го знаеме ова дека таа скала го представува Исуса Христа? Tell me the Bible, the book of the Bible, the verse, the chapter. Кажете ми, значи, во која книга од Библијата, и ако знаете и стих, точен стих? Is it John? Yes, it is John. Окей. Близко сме, мислам, ако сакате да ви открием јас. Please think. Размислете. Во Новиот Завет, тоа е помош од мене. Во Новиот Завет, во едно евангелие што е поинакво од другите. A lot of help. Yes. Кој евангелие е поинакво од останатите? Или едните се синоптички, како ги викаат, да? Јованово, да. Евангелието на Јован, нешто беше во врска таму, така јас се сеќам со Натанаел, нешто, таа ситуација тука. Така јас се сеќам сега. Значи некаде на почетокот мислам дека е на евангелието. Okay, I will give you the answer. John 1:31. Значи Јован 1:31 на самиот почеток. What is written there? Ајде да видиме што е запишено во Јован 1:31. Да, значи 51, sorry. 51. Значи 51 стих. Да, тоа е пак во врска. Окей, I know, but тоа е пак во врска со Натанаил тука во тој контекст. 51 стих и му рече: вистина ви велам, од сега ќе го видите небото отворено и Божите ангели како се искачуваат и слегуваат над човечкиот син. Why Jesus said this word? You will see the angels coming down and going up to heaven by the Son of Man, over the Son of Man. Зошто Исус го вели ова? Значи ќе ги видите ангелите како ќе се искачуваат и слегуваат над човечкиот син. Where in the Bible you have an image of angels going down and up to heaven?
Каде во Библијата ја имаме оваа слика на ангелите да одат горе кон небото и да се симнуваат надолу? In that dream of Jacob. In There we have the image of the lake there. Значи таму, каде што, нели, Јаков го има сонот. And we have a commentary in the Spirit of Prophecy Имаме коментар во духот на пророштвото во врска со овие стихови, that says that if the ladder will not have been touched the earth with the first step, we were been lost. во кој што коментар се вели дека доколку скалата беше пократка за едно скалило, доколку таа скала не допираше до самата земја, тогаш ние ќе бевме сите изгубени, немаше шанса за наше спасение. Meaning that Jesus must have been like us. А тоа значи дека Исус морало да стане како еден од нас, да допре до самата земја, до нас. Now a question. Сега едно прашање. With this quote in your face, is the last one from the Ellen White or is the first? This is. With this in your face, please tell me, is God a liar? Имајќи го ова во вид, кажете ми, дали Господ е лажго? You are sure that it is not a liar? Дали сте сигурни дека Господ не лаже? He is the truth. Okay, so open please the Bible, your Bibles, and read Ezekiel chapter 36, verse 27. Отворете ја Библијата и сега прочитате Езекиел 36, 27? 27. Езекиел 36, стих 27. Езекиел 36, 27. Ке го вложам мојот дух во вас внатре, за да одите по моите закони и за да ги пазите и вршите моите наредби. So, if God is not a liar, Ако Господ не е лажго, He will do what is written here. тој тогаш ќе го стори ова што го прочитавме сега. What? А што ќе стори? Ќе го вложи. He will put his spirit in us. He will put His Spirit in us, and what follows? Ќе го вложи својот дух во нас и што следи во стихот? We will keep or we will not keep His Дали laws. ќе ги држиме Божите заповеди на тој начин или не? Што вели? We will keep, yes. So every one of us who is saying that we cannot keep the commandments of God perfectly is making God a liar. Значи, секој од нас, кој што ќе каже дека ние не можеме совршено да го држиме Божиот закон, со тоа го правиме Господа дека е лажго. Because He said God cannot do what He said in Ezekiel that He will do. Затоа што со тоа вели дека Господ не може да го стори тоа што со своји зборови го кажал во Езекиел дека може. Correct? Точно ли е тоа? Така ли е? Let's go further. S.N. Haskell. Одеме понатаму. I won't repeat the story with S.N. Haskell. Everybody of you knows it. But I will repeat that. Значи нема да ја повторувам сега сторијата со Хаскел, сите вие ја знаете, но ќе повторам нешто друго. The third angel message is the message of righteousness by faith. Дека третата ангелска вест е пораката за праведност преку вера. I will try to connect always this for you to keep in mind. Да, ќе се обидувам да го повторувам ова за да го задржите во својот ум. Бог очекувал од неговите во минатото да му служат верно секој ден во годината. Но на денот на помирувањето им биле доставувани посебни барања и доколку не би успеале да ги задоволат, биле отстранувани од Божиот народ. Бог ја прифаќал службата на својот народ низ годините, но за време на антитипскиот ден на помирување, кога во небесното светилиште се одвива истражниот суд, Бог очекува антитипскиот народ на земјата да го исполни својот дел од антитипот, исто така верно како што Христос, нашиот првосвещеник, го исполнува својот дел на небото. Оние кои ќе излезат како достојни на истражниот суд, едно време ќе живеат без посредник. И сега внимавајте со ова со црвено. Нивното искуство ќе биде поинакво од искуството на било која друга група која некојаш
живеела на земјата. So according to the quote with red, Според овој дел, последната реченица што е во црвено, the last generation that will live on this earth, according to S.N. Haskell, последната генерација која што ќе живее на оваа земја, според Хаскел, will have a different experience than the others ќе има generations. поинакво искуство од преостанатите генерации. The answer is yes, Значи, одговорот е да, because they Ќе will има live поинаквост. without a mediator. бидејќи ќе живеат без посредник. No other generation lived without a mediator. Ни една друга генерација претходно не живеела без посредник. Now, let's look at the most beautiful quote in regard to sanctification and Christ's heavenly ministry, written by A.T. Jones in The Consecrated Way, a book, The Consecrated Way to Сега Christian да Perfection. видиме еден од најубавите цитати што го запишал Джонс во својата книга Посветен пат до христијанско совршенство во врска со темата на посветување и Христовата служба во небесното светилиште. Службата во земското светилиште исто така покажува и дека со цел светилиштето да биде очистено и евангелската служба да заврши, мора најнапред да заврши во луѓето кои имаат дел во оваа служба. Со други зборови, во самото светилиште не можат да завршат, да прекратат беззаконијата, не може да биде извршено помирување за престапите и не може да биде донесена вечна правда се додека сето ова не се заврши во секоја личност која имала дел во службата во светилиштето. Самото светилиште не можело да се очисти, се додека во него се внесувале престапи, беззаконија и гревови преку признанијата на луѓето и посредувањето на свештениците. Чистењето на светилиштето, што се однесува до самото светилиште, подразбирало отстранување на напливот на сите престапи на луѓето кои преку службата на свештениците биле внесувани во светилиштето за време на службите во текот на годината далеку од него. Ова морало исто така да биде запрено и од таму од каде што извира, од каде што изворот, во срцата и животите на верниците, пред да биде можно да се очисти самото светилиште. Па така е најпрвото нешто што требало да се направи при чистењето на светилиштето било чистење на луѓето. So before the sanctuary could be cleansed, what must happen? Значи, што треба да се случи пред да се очисти светилиштето? We have to overcome the sin. We have to be cleansed. Can you agree with this? Можеме ли да се сложиме со ова? Yes. This is Adventist fundamental teaching. Ова е едно од основните науки, учења на адвентизмот. Let's see the same idea in Bible Readings for Home Circle. It is a book that was published between 1915 till somewhere at 1950. 49 for sure there was a book printed. Ова е една книга која што е позната од тоа време, печатена, односно се печатала и препечатувала, се реиздавала од 1915 по се до 1950-та. И ова е еден цитат од таа книга. Was written by? It's a committee of person Значи, that read the група book. It's not only a person. Also Wagner wrote something in it. Група на писатели, исто така и има дел и од Вагонер во оваа книга. Прашање, во каква мера Христос имал удел во човечката природа? Се цитира Евреите 2:17. Затоа требаше во се да стане како своите браќа, за да биде милостив и верен правосвещеник пред Бога, за да изврши помирување за гревовите на луѓето. Забелешка сега околу овој стих. Преку својата човечка природа, Христос зеде удел во нашата грешна падната природа. Ако не е така, тогаш тој не стана како своите браќа, не беше искушан во се како и нас, не победи како што ние треба да победиме, и според тоа тој не е комплетен и совршен спасител, каков што му треба на човекот и каков што треба да има за да биде спасен. Идејата дека Христос бил роден од безгрешна мајка, дека не наследил склоности кон грев и заради тоа и не погрешил, го трга од просторот на паднатиот свет
и токму од местото каде што е потребна помош. Значи го оддалечува, го трга. На својата човечка страна, Христос го наследил сето она што секое Адамово дете може да го наследи. Грешната природа. На својата божествена страна пак, од самиот негов зародиш, тој беше зачнат и роден од Духот. Сето ова беше така направено за да може човештвото да биде поставено на стратешка позиција и за да покаже дека на истиот начин секој кој е роден од Духот може исто така да победи во борбата со гревот и со неговото грешно тело. Според тоа, секој треба да победи како што Христос победил. Откровение 3:21. You see the same idea. Christ was the same like... You have? Без ваквото раѓање не може да има победа над искушенијата и спасение од гревот. Јован 3:3-7. Okay. You see the fact that Jesus was like us in terms of our flesh. Го гледаме фактот дека во смисла на телото Исус бил токму како еден од нас. He was an example and we can be like him in terms of overcoming sin. Тој беше пример за човештвото и ние исто така, следејќи го тој пример, може да го победиме гревот. You must see if this is the teaching of the Bible or not. Мора да согледаме, да сме сигурни дека е ова учење библиско. We go to the next slide. Одиме на следниот цитат. Ова е од 1919. Уинфрид Джарет. Не знам кој е. Бог обезбедил прекрасна иднина за луѓето. Тој поставил бесконечни можности во секоја човечка душа и негова замисла е преку делувањето на Христа во нас, кој може да покори се под себе, ние конечно да можеме да дојдеме до состојба на совршенство, што беше во планот за нас уште пред создавањето на светот. Ефесијани 1:4. Но овој висок дострел на кој сме повикани не е ништо помалку од тоа да станеме соучесници во Божјата природа. 2 Петрова 1:4. Да станеме како Него во карактерот, зашто тоа е идеалот што го поставува нашиот Спасител, кој ни вели да бидеме совршени како што е совршен нашиот Отец Небесен, според Матеј 5:48. Христос како жртва за гревот и како извор на сила во справувањето со гревот нема место во човечката религиозна шема. You see the same idea. Истата идеја. Christ, like us. Христос како нас. Christ paid the price for us. Исус ја плати цената за нас. God make a promise to us that we shall be overcomers. Бог ни вети дека можеме да победиме. And finally he will fulfill what he promised to us. И конечно тој ќе го исполни она што го ветил за Go нас. to the next slide, please. Одиме на следниот слайд. 1920 година. The year, you said the year, yeah? Yeah. Okay. You're learning Macedonian. Со таа служба што е вршена еднаш годишно, народот требало да научи важни вистини во врска со помирувањето. Сите жртви што се принесувани во текот на годината, во известна смисла го заменувале самиот грешник, но крвта на жртвуваното животно не донесувала целосно измирување за гревот. Таа била предвидена само како средство со кое гревот од покајникот можел да се пренесе на светилиштето. Со тоа што принел крв, грешникот го признал авторитетот на законот што го прекршил и покажал дека верува во оној кој требало да ги острани сите гревови на светот. Христовата крв, иако покајаниот грешник го ослободувала од казната што ја бара законот, сепак таа не го избришала веднаш гревот. Тој мора да остане запишан во светилиштето до конечното помирување. Така и во символичката служба, со крвта на принесената жртва гревот бил отстранет од покајникот, но останало во светилиштето се до денот на помирувањето. Тоа ви од Патриарси и пророци. И уште, да, и долу има уште еден дел. Облеката на Христовата праведност ги покрива гревовите на сите покајници и доколку останат верни, Христовата посредничка служба при завршниот суд ќе го осигура бришењето на записот на гревовите на грешниците. You see, 1920, the same concern over the sanctuary. 1920, истата работа. Please observe 1920, the words final atonement. Somewhere in the middle.
It's a quote from Ellen White. Okay. Until final atonement. So in the type, the blood of... Значи мораме да го забележиме оној дел во овој цитат кај што вели завршно помирување. Have you found it? No. Look here in English, maybe it will help. After the first, I think, here starts and somewhere here you must... Да, завршно, конечно. Конечно е така запишано е. Yeah? Ја не можам да најдам тоа. Okay, so, at more than 70 years of Adventism, Adventism still preached that the atonement was not completed at the cross, that a final atonement will occur in the future. Значи, повеќе од 70 години имаме од адвентистичката историја и адвентистите се уште проповедаат и веруваат дека тоа конечно помирување не се случува на крстот, туку во иднина со очистувањето на светилиштето. Одиме на следниот цитат. Денес постојат, ова е од 1924, значи 5 мај, денес постојат мнозина во светот кои чувствуваат дека заради слабоста на телото никош не можат да имаат безгрешен живот. Во трите искушенија со кои тој, Исус, се соочи во пустината, се содржани сите можни искушенија што можат да го снајдат човекот и победувајќи ги, тој и овозможи на целата човечка раса да може да извојува победа над гревот. Сите кои го примија им даде власт да станат Божји деца. Јован 1:12. Please observe this thing. May 5, 1924. Забележите го ова, значи датумот, го спомнав веќе, мај 5, Australian Times of 1924. the Times magazine. Ова е австралискиот знаци на времето, она австралиско списание. The title is very important. Многу е битен насловот. Up because down is Romanian. Christ lived sinlessly, therefore we may. Христос живееше без грев, според тоа и ние можеме. The same teaching as that from 1844, 1845. Истото учење како она од 1844-45. Now, very quickly, next slide, please look there with red. Victory over sin, victory over evil. Го читаме овој црвениот дел. Победа над гревот, победа над лошите мисли, лошите навики, зависти и љубомори. This is from Ова е од 1925. 1925. Let's see one from 1962. Е уште еден од 1962. Somewhere in the middle. Help us to gain the victory over every besetment. О Господе, помогни ни да извојуваме победа над секоја измама. After more than Ова е која година? Колку години се веќе? After more than 100 years, the Around same 100. teaching. Околу 100 години, значи. Покасно, 62, да. Да, повеќе од 100 години. Повеќе од 100 години го имаме истото учење Okay. за победа над гревот. We jump over the next one and we go to Ellen White's one. Ова е од Елен Вајт цитат. But we won't read it now. I will explain something. Окей. Those of you who were Friday night, if I remember correctly, do you remember that we have read something that Ellen White spoke about a vision and the traveling of the Advent people? Дали се сеќавате, ако ја добро се сеќавам, на вас кои што бевте во петок од вечерта, дека ја спомнавме онаа визија на Елен Вајт, како го гледа Божиот народ, како патува кон небото. Do you remember, yes? Okay. Now, she wrote this vision to Enoch Jacobs, Таа ја напишала оваа визија на Инох Джекоб, who was editor of the Daystar. кој што бил уредник во Daystar списанието. It was a private letter. Тоа било едно приватно писмо до него, She адресирано. didn't knew that Jacobs will print her letter in the Daystar. Таа не знаела дека Джейкоб ќе го објави ова нејзино писмо во списанието. After she saw the Daystar with her vision,
Откако видела дека незината визија ја има опишано во ова списание, Ellen White wrote another letter to Enoch Jacobs таму напишала уште едно писмо на уредникот, because in the first she omitted to say something very important for the church. затоа што во првото писмо таа испуштила да спомне нешто што било многу важно за црквата. And she writes now in the second letter. И тоа што го испуштила го напишала во второто писмо. Please be very careful, we read 2 slides. Внимавајте сега, читаме 2 слайда поред. Ова е подолг текст. Мојата визија која ти ја објави во Дејстар беше пишувана под длабоко чувство на должност кон тебе, без очекување дека ќе ја објавиш. Кога некојаш би помислила дека ќе биде читана од многу читатели на твоето списание, би била многу попрецизна и би спомнала некои нешта кои ги испуштив. Штом читателите на Дејстар видоа дел од она што Бог ми го откри, и бидејќи делот што го испуштив е од огромна важност за светиите, понизно те замолувам да го објавиш и тој дел во твоето списание. Господ ми го покажа следново. Пред 1 година, овој месец, видов престол и на него седеа таткото и неговиот син Исус Христос. Потоа видов како таткото стана од престолот и во огнена кочија отиде во светињата на светињите зад завесата и седна таму. Потоа и Исус стана од престолот и повеќето од оние кои му се поклонуваа станаа со него. А не видов ниту еден зрак на светлина да се спушти од Исуса врз безгрижното мноштво откако тој стана. И така тие беа оставени во целосен мрак, значи она безгрижно мноштво кое што останало на местото од каде што Исус се тргнал. Оние кои што станаа со Исуса ги задржаа своите очи на него, додека тој го напушташе престолот и појдоа до некаде по него. Потоа ја подигна својата десна рака и го слушнавме неговиот мил глас како вели: почекајте, одам при татко ми да го примам царството. Чувајте ги вашите облики чисти и за кратко ќе се вратам од венчавката и ќе ве земам при себе. Потоа видов кочија од облаци со тркала како од оган. Ангелите беа насекаде околу неа додека таа доаѓаше на местото каде што беше Исус. Тој се качи во нејзе и беше однесен во светињата на светињите кај таткото. Потоа го гледав Исуса како висок првосвештеник додека беше пред таткото. На работ од неговата облека имаше копче и калинка. Потоа Исус ми ја покажа разликата меѓу верата и чувствата. Ги видов тие кои станаа со Исуса, како со вера влегоа со Исуса во светињата на светињите, молејки се: Татко, дај ни го Твојот дух. Потоа Исус ке дувнеше и ќе им го дадеше Светиот дух. Во здивот имаше светлина, сила и многу љубов, радост и мир. Потоа се свртев да ја погледнам групата која се уште се поклонуваше пред престолот. Тие не знаеја дека Исус ги напуштил. Се чинеше дека сатаната стои до престолот, обидувајќи се да ја врши Божјата работа. Ги видов како гледаат кон престолот и се молеа: Татко наш, дај ни го својот дух. Потоа сатаната ќе вдахнеше врз нив несвето влијание. Во него имаше светлина и многу сила, но немаше љубов, радост и мир. Целта на сатаната беше да ги држи во измама, а потоа да го измами и Божиот народ. Видов како еден по еден ја напуштаат групата која му се молеше на Исуса во светињата на светињите. Значи, сега се пренесува на онаа група која го следи Исуса во светињата на светињите. Еден по еден од тие напуштаат и одат да им се приклучат на оние кои беа пред престолот во првиот дел, и сите заедно одеднаш го примија несветото влијание на сатаната. Have you understood? Дали ја разбрахме оваа визија? Многу описна овака, многу. There is a vision of the moment where Jesus is passing from the holy to the holiest. Значи има еден дел во визијата каде што гледаме јасно како Исус поминува од првиот дел во вториот дел, во светињата на светињите. But it's more than this. Но има и многу повеќе од само тоа во визијата. Before Jesus, who is sitting on the throne in the holy,
Че пред Исуса, кој што е седнат на престолот во првиот дел од светилиштето, there is a group of people who are praying. They are Има- for sure Christians. има Christians. група на луѓе, односно христијани, кои што му се молат на Исус. Jesus is rising, stands up. Исус станува, You can read this in early writings, everything. I didn't wrote everything here because we don't have time, but you can read. ова може да го прочитате во книгата Рани списи. Веројатно можете да го читале. Немаме време за да сето тоа го читаме вечерва. Jesus went into the holiest. Исус значи станува и оди се преместува во светињата на светињите And sat there on the throne. и таму седнува на престол. From the group that was in the holy, some of them went with Jesus. Онаа група која што била во првиот дел од светилиштето, некои од нив отишле да го следат Исуса. So some of these Christians understood that Jesus is beginning a new phase of his ministry and went with him. Значи некои од оваа група разбрале дека Исус започнува една нова етапа од својата служба и затоа отишле по него да го следат. The other ones did not understood this and remained there. Меѓутоа останатите не го разбрале тоа и останале на местото во во првиот дел од светилиштето. Ellen White sees Satan coming and sitting on the throne from the holy. Елен Вајд сега го гледа сатаната како седнува во првиот дел од светилиштето и како седнува тој на престолот. It's not a reality, it's only a parable for А us. тоа не е реалност, тоа е само како една парабола за нас. And people were began to ask Satan to give them, to bless them. They didn't knew that is Satan. Значи, оние кои што останале таму од групата, без да знаат дека станува збор за сатаната, го молат да ги благослови. And after a while, И после некое време, some of those who were living with Jesus when he went, некои од оние кои што заминале да го следат Исуса, return се враќаат near the first group, кај првата група and they receive from the unholy influence of Satan. и го примаат тоа несвето влијание од сатаната заедно со останатите. What means this? Сега што значи ова? That Adventists, some of them, will go back to the teachings and Christian experience that they have had before 1844. Before it. Тоа значи дека дел од адвентистите ќе се вратат назад на учењата кои што ги имале пред 1844 година. It is true. Дали тоа е вистина, дали тоа е така? This is the meaning. Дали тоа е значењето? He said that it's true. Okay. Please look at these two Seventh-day Adventist preachers, powerful preachers. Да ги погледнеме овие двајца мокни проповедници, адвентистички проповедници, Albion Fox Bellinger Албион Фокс Белинджер and Dudley Marvin or D.M. Kenwright. и Дадли Марвин Канрайт. Both of them prolific preachers. Значи, и двајцата многу познати, многу речити проповедници. Prolific apologists of Seventh-day Adventism. What is prolific? Prolific, very good speakers, Okay. renowned. Да, значи познати, добри проповедници и апологети, Apologetic, yeah, of Adventism. да, на адвентизмот. Okay. They both renounced to the doctrine of the sanctuary. И двајцата се откажале од науката за светилиштето. Showing by their life that what Ellen White saw in that vision became reality. Покажувајќи со своите животи дека она што Елен Вајд го видела во претходната визија е станало реалност, всушност. In a book in which he explains why he renounced to be an Adventist, Who? One of... in one of the books, Andy Conwright. You can go to the next slide.
Канрајд во една од своите книги, у која што пишува зошто се повлекол од said something науки? that is true. кажал нешто што е вистинито. Seventh-day Adventists make everything turn upon their view of the sanctuary. Yes. За адвентистите на седмиот ден се врти околу нивното сваќање за светилиштето. Agree? Дали се слагаме со ова? As based on what we have seen from Friday till yesterday evening, is sanctuary the basis from everything what Врз we have? основа на сето она што го видовме од петок навечер па навака, дали светилиштето е основата за сите наши науки и учења? Da. Okay. Now, it is vital with them. Agree? Дали тоа е суштинско, витално за адвентистите? Agree? Се Okay. слагаме, да. If they are wrong on this point, the sanctuary doctrine, their whole theory breaks down and Adventism dies. Ако адвентистите имаат промашено во врска со оваа наука за светилиштето, тогаш се руши и адвентизмот е мртов. Agree? Дали се служуваме со ова? Agree. We go to the next slide. Let's see what you have here. Now, this is a video that hasn't been translated, but if you need it, I will explain to you. Speak with Pastor Borche and he will offer to you, with or without translation. Значи, овој слайд е како дел од едно видео, кратко видео, кое што може да го побарате ако сакате од мене. Не е преведено, меѓутоа, и ќе објасниме на кратко и што станува збор. So in this image you have in your left David Trim at the pulpit. Значи, ваму кај на проповедалната го имаме Дейвид Трим, налево. He is speaking about a survey that was done in every division of the Seventh-day Adventist Church. Тој зборува за едно Анкета, него, сондаж. да, добро, да, сондажа, или, да. Истражување кое што било направено во сите адвентистички дивизии. The video is from 2018. 2018. Yeah. Значи видеото е направено претходната година, 2018. And he is comparing the survey completed in 2018 with that was made before and completed in 2013. И тој прави споредба на таа сондажа, тоа истражување што било направено 2018 со некое претходно кое што било направено 5 години порано, 2013. I want to see something. We go to the next slide. What's happening? So, with blue, Да видиме сега нешто овде. Ова што е со плаво, 62%, со сино, when they are asked about the sanctuary doctrine and the investigative judgment, кога биле запрашани, значи, во ова истражување Yes. адвентистите биле запрашани во врска со истражниот суд и науката за светилиштето, 62% од запрашаните, 62% of worldly Adventists believe with all their heart in Adventist doctrine. значи адвентисти на светско ниво, значи рековме дека биле испитувани од сите дивизии, 62% од нив од срце верувале во овие науки. The other 38, Останатите 38%, do you know what's happened? знаете ли што се случува овде? Adventists began to turn back to the gospel that was preached before 1844. Адвентистите започнуваат да се враќаат и да го прифаќаат, да се враќаат на она евангелие кое што беше проповедано пред 1844. Let's go to another slide. This is 2018 survey with two questions now separated. Значи ова е од тоа истражување во 2018 година со две засебни прашања. From 62 we have 56 Сега од 62% гледаме паѓа на 56 at the sanctuary doctrine. во врска со
верувањето во науката за светилиштето. At investigative judgment we have 64. 64% гледаме дека веруваат во истражниот суд. But I want you to see something. Меѓутоа да видиме нешто друго сега овде. Here are the division, those 13 division of the Seventh-day Adventist Church. Овде ги имаме, значи, резултатите од сите дивизии, 13 дивизии во Адвентишка црква. In blue, Во сино, you have I embrace it well earthly, so strongly agree. значи дека со цело срце прифаќаат. Please see that many of them does not go till 50%. Значи гледаме дека во многу од дивизиите не се оди ни до 50%. None of them is going to 100%. Никаде немаме 100%. And majority are somewhere at 50%. И во повеќето гледаме дека се движи некаде околу половината, 50% веруваат, 50% не. What this means? Што значи ова? That the sanctuary doctrine Дека науката за светилиштето stopped being the fundamental Adventist theology. престанува да биде основна адвентистичка наука. And because we have renounced the sanctuary doctrine, the idea of overcoming sin, investigative judgment, so and so, И штом се откажуваме сега од оваа наука за светилиштето, а тука е нели истражниот суд и победа над гревот и така натаму, we began to embrace the teachings of the evangelical churches. тогаш почнуваме од друга страна да ги прифаќаме учењата на евангелските цркви, другите цркви околу нас. In the image you will have now Fernando Canale. 2 times you can. He was professor at Andrews University. Канале, кој што he was He was retired now. бил Retired. професор на Ендрус универзитетот, сега е во пензија. Let's read something written by him. Да прочитаме нешто што тој го кажал, односно го напишал. Please see something. I presented to you an official survey. This what I presented to you, it's an official survey. Значи, оно што претходно го видовме, тоа беше едно официјално истражување направено во Адвентичка црква, That every union president received it last year. кој што минатата година секој униски председател го има примено, добиено. Now I quote from an emeritus professor from Andrews University. А сега цитираме од еден професор на Ендрус универзитетот. And we read the first quote. Next slide. This or the Next next slide. one? Yeah. Откако завршив со презентирањето пред една група на адвентистички професори кои поучуваат по универзитетите ширум светот, издвоив време за прашања. Еден сладкоречив професор реагираше на мојата презентација велејќи: ако работите се како што велите, тогаш ние не и припаѓаме на иста црква. Не знам што да кажам. Бев целосно изненаден. Иако лично не ги познавав членовите на групата, знаев дека сите се адвентистички верници кои поучуваат во адвентистичките образовни институции. Како може еден адвентистички колега да дојде до еден таков шокантен заклучок? Па јас само презентирав стандарден адвентистички материјал на група на луѓе кои ја делат истата вера со мене. После некој време на колебање се осмелив да прашам: а што учите вие? Групата прсна во смеа. Кога смеата стигна, морав да забрзам. Мојот соговорник беше професор по теологија. Во тоа време ја отфрлив неговата изјава како пренагласена, не ме кете, претерал нешто во својата изјава, но како што поминуваше времето, почнав да сваќам дека мојот колега беше во право. Иако членови на иста деноминација и учители во истиот образовен систем, ние не и припаѓаме на иста црква. Може ли да се одржи дом кој ќе се раздели сам против себе? Марко 3:25. What do you say about this? Што ќе кажете во врска со ова? Let's translate the situation. Да се обидеме сега да ја преведеме оваа
ситуација. They even took place in a meeting with professor of theology, and not only theology, professors. Значи, наставно се случува на една средба со адвентистички професори, и тоа не само на теологија, туку општо. Our professors, teachers, prepare the next generation of the church. Знаеме дека- Pastors or Знаеме дека нашите професори и учители ја подготвуваат следната генерација на учители, на пастори и така натаму, which, in their role and place, they are preparing the churches. Agree? кои што пак ја ги подготвуваат нели своите цркви. Секој пастор влијае, делува во својата црква. So, some of our teachers teach something, others teach differently. Значи, ситуацијата е дека некои од нашите професори и учители учат едно, а другите учат нешто друго. How can we translate this, or how can we understand this? Како да го разбереме се тоа? If one day, Ако еден ден in one of our church, во некоја од нашите цркви comes a person who is not a Seventh-day Adventist, доаѓа личност која што не е адвентист, he will listen something. ќе слушне нешто, нели? If he will come again in a different Adventist church, А потоа ако отиде во некоја друга адвентистичка црква, he will listen something totally opposite. таму може да се случи да слушне нешто сосема поинакво And he will be confused. и ќе се збуни човекот. Which is the correct teaching? Кое е вистинското учење? Кое е точното учење? If he will analyze the issue looking to the majority and minority, Ако анализира од гледна точка на тоа на мнозинство и малцинство, нели, кои колку и што прифаќа, will not have a good answer. тогаш нема да го добие добриот одговор. If he will try to find the answer over where he was well or more well received, Ако се обидува да го најде одговорот во од гледна точка на тоа каде подобро бил примен, дали во едната или во другата црква, да речеме. so he can try to compare things with things, Значи може да се обиде да споредува едно issues со with друго, issues, ideas with ideas. проблем прашање со прашање, идеја со идеја. What you can do to help him? Што би можеле вие да направите за да му помогнете на овој човек? What he can do not be misled. Што тој може да направи за да не биде заведен? It's very important. Многу е важно ова. We must know exactly what Adventism means Точно мора да знаеме сите ние што значи адвентизмот, theologically, doctrinally speaking. значи доктринално зборувајќи. We must know what Catholicism and Protestantism means theologically. Од друга страна, доктринално, теолошки гледано, мора да знаеме што значи католицизам, што значи протестантизам. So we speak about two tectonic plates, let's say, Да речеме дека зборуваме сега за две тектонски плочи, that in time get closer and closer. кои со времето нели се доближуваат една кон друга и што се случува? And at one time you know that the tectonic plates are one over the other. Sliding one on the other. И се случува во некое време да почнат да се лизгаат, се осудираат да се лизгаат едната врз другата тектонска плоча. Of course, when they are colliding and one after each other, we have an earthquake. И нормално тогаш се случува при тој спојување, судирање, се случува земјотрес. But for you and for those who are visiting you, Меѓутоа за вас и за оние кои што ќе ве посетат вас, we have Adventism, имаме адвентизам we have Christianity, во едната плоча е адвентизмот, другата е христијанството, and we have an area where Adventism is over or under Christianity, is under, more correctly, where Adventism и is имаме under. некоја област, но кај овие плочи каде што адвентизмот е под христијанството.
Now you and your visitors must understand and from the Bible Значи, вие и вашите посетители мора од Библијата да разберат и да where разберете is the correct position for them. каде е вистинската позиција за нив. Is Adventism? Дали е адвентизмот Is Christianity? или пак христијанството? Or is that area where evangelism is over Adventism? Или пак оној дел каде што евангелистичкиот пристап е над адвентизмот. And this will be our study for the next И evenings. ова од тука па натаму во следните наши проучувања ќе биде предметот на наше проучување. If you cannot agree with me Ако при тоа не се сложите со мене, that we have that area, дека ја имаме таа област, тој дел, maybe you can agree with Fernando Canale, who is saying the same thing in other words. можеби ќе се сложите со Фернандо Канале, кој што истото тоа го кажува, но со своји зборови. And we go to the next slide. Early in. Еве што вели. На почетокот од јануари 2001 примив покана да присуствувам на 3 интернационални собори на тема верата и науката кои беа организирани од Генералната конференција на 90-те, значи од 2002-2004. А во текот на состаноците увидов дека големите теолошки различности кои се моментално присутни во Адвентичката црква нема да исчезнат по инерција или со административни мерки. Наместо тоа, нивното присуство ќе изврши секуларизација на сваќањата на помладите генерации, трансформирајќи го адвентизмот во постмодерна евангелистичка деноминација. Пред околу 4 години, универзитетската администрација воведе нов предмет под наслов Теолошките основи на духовноста и учеништвото. Јас бев еден од 3 инструктори кои требаше да предаваат. Овој ангажман некако ме одвои од мојата професорска специјалност, теологијата, и ме одведе во непознати води на водење на служба, на тоа, значи како се води служба. Додека читав низ материјалите, открив дека за да се задржи интересот на младите, евангелската служба и богослужението стануваат постмодернистички, екуменски, прогресивно оддалечувајќи се од Библијата и доближувајќи се до Римокатоличката црква. На моје изненадување сватив дека и библиските адвентисти го следат истиот правец. What path? Кој правец? Екуменизм. Или католик. Please understand. Ве молам да разбереме нешто. Because we want to be relevant in society, Бидејќи сакаме да бидеме релевантни во општество, because we want to attract people to Christ, бидејќи сакаме да привлечеме луѓе кон Христа, because we want to keep our youth near Christ, бидејќи сакаме младината да ја држиме близу до Христа, we change our worship style. ќе го промениме нашиот стил на богослужение, начин на водење на богослужението, We change our gospel. ќе го промениме евангелието, And here we must work. и овде на ова поле треба да ги засукаме ракавите. If we believe that we will keep our youth near Christ doing this, we are wrong. Ако веруваме дека на овој начин ќе ја задржиме младината до Христа, ние сме во грешка. If we believe that we will bring people to Christ while we are becoming more evangelical or Catholic, we are wrong. И ако мислиме дека многу повеќе луѓе ќе привлечеме кон Христа, додека стануваме се послични на римокатоличкиот евангелистички пристап, да, тогаш исто сме во грешка. To be relevant for those of another faith, За да бидеме релевантни за оние другите од друга вероисповест and to keep our youth in the church near Christ, и да ја задржиме младината во црквата до Христа, we must go to the spring of Adventism, мораме да отидеме до изворот на адвентизмот, the Bible, а тоа е Библијата, Christ, Исус Христос and the sanctuary doctrine. и науката за светилиштето. Investigative judgment,
истражниот суд, overcoming sin, победа над гревот, the real gospel. вистинското евангелие. When we will do this, Кога ќе осториме ова, our church will become a house for all people. There is a quote in the Bible. My Нашата- house shall be named a house for all people. нашата црква тоа ќе стане дом на стари лица. Има еден таков стих во Библијата. Домот ќе се нарече дом на all people. All nations. My house shall be на called сите a house for all нации. nations. Not old. But Not old, all. Окей. Значи на сите нации, на сите народи. Thank Беше you. малку нелогично. If we will not be Adventist 100%, Ако не бидеме адвентисти, баш адвентисти би рекол 100%, our house тогаш нашиот дом will not be different by other houses. нема да биде поразличен од другите домови. I'm referring to the church, you understand? Да, се однесува тоа на црквата нормално. That's why I challenge you to be Adventists. Затоа мојот предизвик до вас е да бидете адвентисти, баш адвентисти. We will stop here Тука ќе застанеме за вечерот. and we will continue tomorrow Ќе продолжиме утре вечер with some quotes from Fernando Canale со уште некои цитати од Фернандо Канале and an interview with George Knight. и едно интервју со Џорџ Најт. Интересно. Because tomorrow Затоа што утре I want to have another conclusion. сакам да извлечеме еден друг заклучок, To see if today да видиме дали денес, Adventism needs improvement. дали на адвентизмот денес му се потребни, му е потребен напредок, односно подобрување. If Adventism needs conversion and repentance. Ако на адвентизмот му е потребно обратување и покаяние, And when we will see this, дали му е потребно обратување или покаяние? I think we'll also have some answer to our questions in regard to the problems that we have seen in the church, in our efforts, outreach efforts. Кога ќе го видиме ова, тогаш ќе видиме дали може да се најдат решение за некои проблеми во врска со црквата, со нашите напори да се стигне до луѓето, нашата колпортража и мисионирање. May the Lord be with you till tomorrow and we will meet again. Нека Господ биде со вас се до утре вечер и кога повторно ќе се сретнеме на ова исто место. Again, Повторно, if you have questions, ако имате прашања, please tell me. ве молам, кажете. If there is something which you do not understand, Ако има нешто please што tell не me. го разбирате, кажете ми, слободно. Because I want that everything to be clear. Затоа што сакам се да ви биде јасно. Why? А зошто? I think I told you this, but I will repeat. Мислам дека ова ви го кажав, но ќе го повторам. Nobody who wants to learn English will go to a Chinese professor. Никој од вас кој што сака да научи англиски нема да отиде кај професор по кинески, сигурно. And no man or woman who has a health problem will go to a veterinarian for be helped. Maybe he can help also. Yeah. Или пак некој од вас, маж или жена, ако има здравствен проблем, нема да отиде кај ветеринар, сигурно. Да, ја му кажав дека може и ветеринар да помогне, зашто. I forgot the naming. I think it's Bill near the liver, the green one. Gall. You know what is gall? It is green. It's like a bag, a green liquid. Can you help us? The gall, which is near the liver. Близу до црниот дроб, да не мислиш на жолчка, не. No. I'll go. До црниот дроб. Слезенка. There is something like a Да не bag е жолчната with кеса. a не. green Од- liquid near liver. Зелена течност има во, вика така, грин.
and make stones inside. Да, там се стварат нели камења. Значи жолчката веројатно мисли на ама не знам дали. So you understood it? We're close, but Okay, you are close. Now, my wife had the surgery on this with this problem. Аха, значи мојата сопруга имаше зафат. And while Хируршки зафат во врска со ваков еден проблем. while she was in the hospital, И додека беше во болница, I was searching on YouTube how these surgeries are made. барав по YouTube да видам како се прават овие хируршки зафати во врска со ваков проблем. Laparoscopical ones. Лапароскопски, нели? So, I was watching Turkish doctors, German doctors, American doctors, a lot of Значи YouTube. гледав најразлични доктори, турски, американски доктори и така натаму, еден куп YouTube видеа изгледав. I think I stay more than 1 or 2 hours looking to these videos. Значи еден или два часа потрошив на тоа. How many of you will come to me for surgery? Сега, Because I studied the subject, I know. колкумина од вас би дошле и јас да му извршаме на таква операција, пошто еве сум студирал, знам. Сум гледал еден куп видеа. I know. Знам. There are 3 sticks that are jumping in your stomach. Некои 3 стапчиња тамо скокаат по вашиот стомак и што е сега поентата? My wife said you do not have experience, correct? Мојата жена ми кажа дека немам искуство и тоа е точно, нели? Correct. But if I see a surgery, what happens inside, do I saw how they are stopping the people bleeding when it's cut with the knife? Меѓутоа, ако сум вишол нешто на видео, еве како се прави таа операција, дали знам и дали сум вишол добро како може да се сопре, да речеме, крварење кое би настанало при тоа. So I miss a lot Дали of би се snašao? details. Јас, значи ми недостасуваат многу детали во целата таа работа. The same is with a person Истото е и со една личност that is of another faith која е од друга вероисповед, that comes to be helped by Adventists. која што доаѓа да побара помош кај адвентисти. The same is with the youth of this church Исто и со младината од оваа црква, that are helped by the church or by their parents. They are helped. на кој што има укажано помош од црквата или пак од нивните родители. If those who try to help them Ако оние кои што се обидуваат да им помогнат на таквите кои што нели им треба помош, are not trained, ако не се обучени, they cannot help. тогаш не можат да помогнат. I challenge you Ве предизвикувам to be perfect in what Adventism means. да бидете совршено точни во она што значи адвентизам, да го познавате адвентизмот. I challenge you and me to step over the ladder Предизвикот е упатен и до вас и до мене да згазнеме на таа скала, from Peter or from Jacob. дали Петровата, дали Јаковата скала. It's the same, it's Jesus. Истото е тоа е Исус. From faith Од вера to love. се до љубов. Somewhere between is Некаде измеѓу е, what do you think? Patient. Also we have patient, yeah. Добро, го имаме нели и трпението, да. Verse 5, end of verse 5 from 2 Второ- Peter chapter 1. Второ Петрово 1. Which words? Verse 5, last word, at least in English is verse word. Look there, please don't forget, maybe you'll be... Прво Петрово 2:5 question. таму на крајот, последниот збор од стикот кој се наоѓа таму. I think it will be more hard to find 100 questions than to find answer for 100 questions. Може ќе биде потешко да се пронајдат 100 прашања отколку 100 одговори на тие прашања. 1:5. Knowledge, Knowledge, of course. знаење.
Значи измеѓу верата и љубовта, нели, тука некаде е и знаењето, познавањето на нештата. Добро, близко беше. Right next to the knowledge was the patience. Yes. But I wanted only to emphasize knowledge. It's very important. Сакав да го истакнам знаењето, кое што е исто така многу важно. This does not mean that patience is not important. It's very important. Ова не значи дека трпението не е важно, секако дека е важно. But if we have a man who is patient but has not knowledge, what we can do? Меѓутоа, ако имаме трпелив човека без познавање на нештата, тоа што можеме? And if we have a man who has knowledge but no patience with people, А па имаме од друга страна некој кој што има знаење, ама нема трпение со луѓето. you understand? Разбираме, нели? We need all the ladder, we need Jesus Christ. Потребна ни е таа цела скала, сите тие доблести. May Jesus help us. Потребен ни Amen. е Исус. Нека ни помогне Тој. Амин.